Почитувани, вие гледате подкаст Без пардон, втора сезона. Со мене во студиото е Александар Маневски. Господин Маневски, добро дојдовте во студиото на Площад Прес и благодарам што ја прифативте мојата покана да поразговараме малку. Добро вечер, Маријан. Ти благодарам за поканата. Чест ми е задоволство што сум во твојата емисија во втора сезона. Така. Да, во првата Сега емисија, постојано. така. Сум благодарен пуно што ме покани, така да се дружиме, да. Се надам дека ќе направиме интересна емисија за нашата публика. Ќе разговараме за фудбалот во Куманово и во Македонија. За почеток, господин Маневски, сакам да ве прашам, вие потекнувате од спортско семејство. Вашиот татко е поранешен боксер Цветан Маневски. Би сакал повеќе заради помладите, бидејќи тие слушаат од постарите како Куманово некогаш било град на спортот, дека сме имале квалитетни и боксери, и шахисти, и фудбалери, и ракомети во машка и во женска конкуренција, исто и за кошарка. Ајде повеќе за помладата публика. Кој беше Цветан Маневски? Па прво да кажам дека горд сум што ми бил татко, што имал таков татко. Цветан Маневски, по старата генерација, љубители на спортот, на боксот го познаваат доста добро, помладите чуле. Значи, старите слушаат. Така, јас не сум, пошто не сум не бил роден кога тој боксирал. Да, така да јас имам слушано повеќе од други него од самиот тој. Значи, он беше скромен човек, така, прав спортист, скромен човек и многу не зборуваше за своите успеси, повеќе имам слушато од други. Така да во тој дел прав спортист, а за него како успеси, како кариера, значи има во Македонска лига, тука има не знам 6 или 7 пати првак на Македонија бил. Потоа има боксирано во Раднички Ниш 5 сезони. Една сезона во Прокупле. Од тие, значи има 2 првак на Србија, има значи како успех, како тие што ги знам јас, тие што се со врвни боксери тамо, со репрезентативци. Така да постарите го знаат, младите слушаат. Да. И тоа е тоа. Меѓутоа, јас сум горд, како што кажав, на него и чест ми е што зборуваме за него. Да, и да ти кажем искрено, секогаш кога разговарам со моите пријатели околу мојата работа, знаеш, на типична кумановска приказна и сега кога ми кажував дека стартувам втора сезона и кој ќе ми биде прв соговорник, знаеш, обично по Куманов се оди со надимак. Прекар што се вели на македонски го Аце Маневски, Аце Цветан, тоа ти некако оди едно со друго. Од каде потекнува љубовта кон спортот? Дали од тоа има корени и зошто фудбалот и како почна дај нешто за публиката околу тоа? Па ајде вака сега, значи како што патот на Александар Маневски од дете кое гледа фудбал и ги гледа оние големи звезди до ова ситуација денес кога си во фудбалот на одеден поинако вагол, како функционера во фудбалски сојуз и како собственик на клуб. Па првите некои почетоци, како што кажам, јас доаѓам од спортско семејство. Татко ми бил професионален боксер, да кажам, во аматерска лига, али професионално со друга работа се нема бавна, нели? И исто чичо ми има боксувано за Куманово тука 50 мечи, значи од спортска фамилија доаѓаме. Ние првично на татко ми бил спорт број 1 бокс, спорт број 2 фудбал. На мене обратно, значи број 1 фудбал, бокс. Да. Така да паралелно јас почнав, значи љубовта према фудбал беше од најмали нозе. Нели се сеќавам јас 83-та, Италија 90-та, тогаш се сеќавам на тие почетоци, на тие во секоја мала се играше фудбал, играме мала на мало, тука почнува љубовта према фудбалот и не застанува. Паралелно со фудбал, потоа, значи, јас касно почнав во
КСК играв првично, после пројдов во ФК Куманово, како пионер, нели? А на која позиција? Центар фор шпиц. Прво како лево крило моце, после како потоа како шпиц. Да. И паралелно играв, паралелно тренирав и бокс и фудбал. Значи некаде година дена. Пошто бев добар и во тоа и во тоа. Али сепак Да. фудбалот излезе. Мора да напоменам една случка, не една, него тоа беше склоп на случки. Петровиќ тренерот што беше, нели? И беше со татко ми пријател. И ме маваше, ја идам повеќе на фудбал, а он доаѓа кај него секој втор ден. И го тера да идеме на бокс. Али мене љубовта ми е фудбал, али татко ми разбираше, пошто он го сакаше боксот повише од фудбал. И нели кога разговараваме, тој велеше, вика, он нели ќе биде светски шампион, биче ово, биче оно. И доваѓа до ситуација каде што он сваки втори ден нели не тера. И татко ми седнуене и вика, тој неколку пута се дешава. Вика, што сакаш, вика, фудбал или бокс? Викам фудбал. Океј. Иди горе, вика, на njega му вика, мислам на Петровиќ му вели. Тоа е тоа, вика, значи он сака фудбал, не можам со сила да го терам, значи. Не може Да. стојам на Така, патот. така, затоа да фудбалот ми е број еден спорт од мали нозе, така и сега. Ајде сега да видиме од каде е идеја за формирање. Кога е формиран Куманово Евроспорт? Куманово Евроспорт е формирана 1 март 2004 година. Четврта, да. Значи тоа го формира Борче Стојчевски, поранешен фудбалер, и уште неколку ентузијасти. И потоа, после 10 години, значи работење, јас влегувам во клубот, мислам по предлог на Борче Стојчевски. Со него разговаравме што како, јас влегов, пошто со Борче се знаеме, заедно сме играле во Куманово, и по предлог нели на него, јас влегов во клуб и со големи амбиции, со големи надежи, да со свежа крв и продолжив јас. Добро, кажете ми сега, кој е пример на дејност во вашата работа со млади деца? Бидејќи има, колку што јас знам, од неколку генерации, која е најмладата, која е најстарата генерација, нешто околу тоа за Околу генерациите, така? Да. Па моментално, значи имаме дечиња. Која е долната граница? Да, моментално за дечињата кои тренираат. Да, моментално што тренираат дечиња се од 2020, тоест 5-6 годинки најмали. Најстарини се до 2012, да. 2012 у 14, значи 14 години што се деца моментално. Пред корона кога беше, имавме и младинци кадети, се надпреварувавме во Суперлига младинска со Вардар, Работнички, Шкендија, значи најквалитетна лига. Тука, значи, потоа се фокусираме повеќе на помладите, зашто тука излегува, значи, да направиме поголема база, кога ќе дојде време, значи, ќе видиме натаму како со помладите. Господин Маневски, мене ме интересира сега една работа, бидејќи се работи тука за многу млади деца и мојот син тренира и знам како реагираат. Знаете, кога дадат гол и кога победат, слават, примат гол, па има и плачење, има се и се што мене ме интересира вашиот пристап кон нив. Бидејќи некој велат дека на деца во тие години повеќе им треба педагог него тренер. Како вие настапувате кон нив? Каква комуникација имате со родителите? Нешто околу тоа да им кажат. Повеќе заради нашата публика, за сите они кои имаат деца во таа возраст и кои се уште размислуваат дали да ги доведат да тренираат во вас. Ока, Маријан, сега, значи, ние се трудиме, нели, како клуб на овие простори да возможиме, значи, најидеални услови. Меѓутоа, знаеме какви се условите. Кај нас ние даваме максимум, значи од терени до тренери, до едукација на тренери.
Децата како деца, ќе се префрлам сега на првото, мислам на прашањето конкретно, од мали категории, значи од 5-6 години 7, тие треба да се пуштат, нели, да си играат сами. Не треба да ги се прави притисок нити за победа, нити за тренинг, нити за тие треба да уживаат. Значи до 10 години, значи обично иде од 5 до 10, значи треба да уживаат така. Прости малку само повеќе на во здраво тело, здрав дух, него на преварувачки, и пристап као мора да победиме, мора да сме најдобри. Така. За жал кај нас, значи у Македонија повеќе, значи родителите се малку преамбициозни, значи и самите тренери некад, значи повеќе бараат од децата превише, значи на таа возраст. Мислите на брзи резултати? Па на резултати, да, тачно изгубил или години ќе направам од него. Па не само тоа, него и пример кога играат утакмица, повеќе тензија се прават на тие мали деца, значи не треба да има тензија за тие мали деца, треба да уживаат, а не да бидат, нели, под притисок, под нап, дали да победат, дали не. Значи по мене исто многу е битно тренерот, пристап на тренерот како тренер да биде педагог, да биде психолог со децата, да знае да работи и со тек на времето, нели, кога ќе пораснат 10 над 10 години, веќе тука почињаме да, нели, да работиме малце поконкретно и по. А баш тоа е моето следно прашање околу тоа за вашиот тим таму. Колку тренери имате, колку се они подготвени за оваа работа, со лиценци? Да, сега ќе објаснам сега, да, ние практикуваме, значи да ги правиме прво како да го пратиме трендот, значи зборам не само балканскиот, него и европскиот фудбал. Значи обично идеме по семинари. Србија, Хрватска имаме одено, Бугарија, значи Аустрија. Значи секаде кај што има, нели, едукација, гледам. Кој организатор на тие? Па обично има, тоа со тренерски организации кои што ги организирав. Пример, Кервер се организирал на ниво на цел свет има и у Хрватска беше и у Србија. Ние бевме и у Србија, у Хрватска, пример, модул 1, модул 2. Тоа е во Македонија го знаат, ама не е доволно сите. Значи тоа е метод број 1 за, нели, техника за деца за мали категории, така да ги идеме со тренерите, ги обучувам, значи кај што може да стигнеме, секаде фаќаме тие едукации, сега да се надовршам на ова. Имаме некои преговори за да идеме у Италија и у Шпанија, значи за обука на тренери, така да корак по корак, нели, ќе стигнеме. За тоа колку тренери имаме по генерација, значи имаме, можем да ги набројам сите, значи сакам да ги представам, нели, моите тренери. Во 2012 ни е тренер Авни Нухију, значи професор по физичко во Барим Шабани и лиценциран со УЕФА лиценца. Да, значи тренер. Тоа од лани ни дојде од екипата на Башкими и ние сме задоволни од неговата работа. Моментално е шампион на полусезона во таа Б лига, што е, значи, се на прво место, значи до 14 години што е со него. Така да он има 2012 родени деца, тоа е у 14, 2013 година, у 13, сега од пред некој ден го имаме Горан Велков, тренер од Велес, значи има работено во неколку клубови, многу амбициозен, многу пријатен човек, така да сега кога ги презема има одма, значи, некои резултати кај децата, поголема волја за тренирање и има човекот, како да кажам, тренерско во него. Во 2014 генерација тренер е Никола Стојановски. Никола Стојановски беше голман во Малта. Значи тука во Македонија бранеше исто, супер, значи тренер, супер човек исто. Вие ще ги зборам, сите се супер, значи како луѓе, значи кај нас не може да има, нели, тренера да не е како да е човек, да. Бидејќи не може некој да работи со деца. Така. Има успес исто, значи со 2014 генерација, после ќе кажам дека имаме 3 деца пратено сега, нели, во Црвена звезда беа на проба 5 дена. Во 2015 е Горан презимето не знам како. Надимак некој како. Гоце голман ми го викам, кај нас е у ГФК е голман, да. Да, добро. Голман.
Горан, исто, значи, човек кој се разбира од фудбал, кој цел живот брани, значи, има бранет во прва лига македонска, во втора лига, значи, тоа се све некои, фудбалски луѓе. Во 2016 и 2017 е Мартин Тодоровски, нашиот координатор ше е Мартин. За него немам речи посебно, значи, и како човек, и како спортист, и како тренер. Тој е футсал репрезентативец на Македонија, до пред некој време има 100 утакмици за репрезентацијата на Македонија во футсал. Значи, перфектен човек, перфектен тренер, со мали категории, значи, според мене број 1 во Македонија. Потоа имаме Ненад, презимето исто не може да ми текне. Ненад е со 2018-та, исто е многу квалитетна генерација, тренер е исто многу квалитетен. Значи, на почетокот имаше со мали, нова генерација која формираш малку е тешко, сега, значи, супер иде со таа генерација. И тука се Викторија Стрика и Жаклина Стрика, мајка и керка, професори по физичко, значи имаат исто УЕФА лиценци тие, имаат, мислам дека Жаклина има Б лиценца, а керка има С лиценца. Така да они работат и со женски, имаме група некоја формирана, мала група, планираме натаму и женски фудбал да, како генерација да оформиме. Овие што се Вики, мислам, работат и со машки, значи, како помошни тренери, значи, работат. Како и да е, се гледа дека има добар тим и дека... Не знам, да, извините, те прекина. Па, зборно беше кога ги веќе набрав сите овие имиња, се гледа дека Куманово Евроспорт има добар тим и дека секој што размислува дали своето дете да го прати таму, знае дека ќе биде во сигурни и стручни раце. Не знам дали примети тоа, го кажам, зашто скоро ми беше целта да направиме, иако се многу трошкови, многу труд, секој тренер да има значи да води една генерација, не да води еден тренер 4-5 генерации. Значи тоа ни е цел, значи се фокусира на една генерација и кога ќе да има, значи може да се посвети, обично кај некои клубови така е. И овие допълнуваат пример, значи едниот ако е на 2014 иде во 2013 како помошник му иде. И тоа, али у глобала, значи ние тоа го правиме заради тоа што успех, ако се посветиш на една генерација до 2 максимум е окей. Повеќе, значи ако земеш генерации само може ги тренираш, а нема да има никаков успех. Добро, кажете ми вака. Извини, само те прекинувам, да, го забравив Далибор Трајчев, исто тренер кондицијски, значи тоа ни е сега исто одново, значи имамо фитнес тренер, тој исто има, тој од Кратово е, бил во Силекс тренер, бил тука кај нас порано беше тренер на постарите и во Согово беше тренер. Тој исто има УЕФА А лиценца и УЕФА фитнес А лиценца, значи тој моментално е тренер со постарите генерации со U13 и U14 и тој тренира еднаш до 2 пати неделно, зависи кога имаме потреба. Мислам, од ова што се наброја, се гледа дека имате таму добар тим. А кажете ми сега ваму, затоа што ние постојано зборуваме дека сме ние спортска нација, дека сме многу талентирани, не само ние, ма по Македонија, значи целиот простор на бивша Југославија. Дечињата кои ги гледаш од страна, дали се приметува и дали веќе гледате некој кој би можел утре да биде некој наш нов Пандев, Панчев, Станековиќ, Столе Димитриевски? Како изгледа од страна, бидејќи вие сте носел тамо присутни меѓу тие деца? Па да, сигурно ние работиме на тоа, значи на тоа се стремиме за да излезе нов Пандев, нов Панчев, Станојковиќ, нов Вујо, Чирич, Саша. Значи тоа, да. Тоа се гиганти, Столе, значи, така да, значи тоа ни е целта. Јас што викам, жабе да имам, што ги имаме ние 100 пехари, ќе ги дадам сите пехари да биде еден профи играч, значи да биде, на тоа се стремиме, значи. Затоа правиме, значи, овие услови ги правиме, после ќе зборувам и за други, нели, што треба за терени, за тоа, значи, по мене мора да има квалитетен терен и квалитетни тренери. Со тоа, значи, доаѓа резултат. Ако немаме едно од тие, ако нема... Имаме уште еден проект, значи голем проект,
кај што во Куманово ќе се градат 2 терени. Тоа го издействував јас заедно со Фудбалска федерација на Македонија, со Министерство за спортот и со општината, координација. Така што треба да преземат, нели, договорено е сите 3 странки да преземат градежни работи. Општината треба да направи ископ, дренажа да стави. Треба ФФМ, значи веќе одобрено, пројдено на управен одбор да направат терен со вештачка трева. Тоа збориме за кај ЗИГ доле кај стадионот до Градинка. И Министерство за спорт треба да ни направи, значи да го огради и да направи трибини над 500 луѓе, така нешто ни кажа, значи да го огради целосно така што ќе биде перфектен проект заедно со уште еден, тоа отпосле ќе се прави, значи предвидено е доле кај до него што е да биде тука на теренот. Тука ќе биде како градски е во план, веќе таму дозволено од Фудбалска федерација да се направи, значи бусњеви, значи треба, тоа треба општината само да го досреди, али прв ни е приоритетен овој со вештачка трева што е, да. Тоа е, значи ќе имаме сите многу подобри услови тука во Куманово, како од деца, така и од возрастни, и општинска лига некогаш кога се лоши терени, нели кога врне дожд ќе може да се одигра тука и општинска лига и трета лига ќе може да користи. Има, значи во план е да се предвиди, не во план него е ставено, да се играт и младински утакмици од репрезентација, значи збориме таму U15, U16, U17, значи да се одиграт у Куманово, што ќе ни биде чест и задоволство на нас, нели, како град како Куманово да игра наша репрезентација. Нема успех. Ајде, во контекст нова ми се спомна пред малку дека имате во Звезда некои дечиња прати. Да кажи ми за околу тоа. Да што си посебно горд од ова што на која генерација или на успех на кој дете од она досега? Сега ќе почнам, значи, за ќе кажам овие сега моментално актуелни, ќе кажам и што имаме постари, значи од кај нас што имат излезено, значи. Еве сега моментално најсвежо, најтазе се 2, значи збиднувања. Паралелно, значи беа заедно. Едното беше 3 деца моментално беа на проба во Црвена звезда 2014 генерација, од кои задоволија сите, значи тренерите таму јас контактирав со нив, значи се задоволни од нив, натаму ќе ги пратат, значи дали е фаза некоја на преговори за договор за Не, обично Звезда, значи после 15 години она ги прати, значи она секаде, значи Звезда после 15 години може да ги пример иде на селекција и таму или е за Звезда или не е за Звезда. Значи таму селекција за пратење или нема опште пример. Така. Одма таму кај нив, нели, они се професионалци, кажуваат, слушај, ова дете не е за кај нас. Значи од сите овие тројца што ги спомнав, сите, значи се за пратење и во нареден период, значи кога ќе има прилика, ќе ги повикат пак, ќе одиграат некоја утакмица. Таму изигра сега една утакмица, има 5 тренинзи, беа од понеделник до сабота, така да тоа е огромен успех за нас како клуб, за нашите тренери. Значи и сам стимулан за деца, значи ти на тие години да отидеш во Звезда, нели, тоа е перфектен. Јас за Звезда нешто морам да кажам вака и за гледачите. Гледав едно интервју со Илија Најдовски. Нашиот велик фудбалер беше. И сега он кажува она споредба Звезда Вардар, и кажува дека кога дојде во Скопје, се трудиме нели да победиме, кога одиме на страна да излечеме бод, ако веќе губиме да не е нешто нели катастрофално. И он кажува кога отишол во Звезда, Звезда победила 4-1 и утре денот го викаат него стручни штаб, тренер, она, и вика се Илија, разговараме околу проблемот. И он вели, вика, како проблем, вика, па нели победивме 4-1. Да, вика, ма, твојот играч даде гол, а да беше, вика, 0-0, вика,
И он ги споредува Вардар и Звезда и тие разни сега. Не сум Така, човек така. од фудбалот најповеќе, онака гледам како ентузијасти ги пратат интервју, меѓутоа тоа ми беше баре онака баш интересантно, вика, остави ти победата од 4-1. Твојот играч даде гол, дај сега да ти кажеме каде ти погреши во ова тактика, па си дозволи да биде така. Така, Видиш, тоа се големи клубови, значи нас се гледат, значи Да. тука нема, нели, случајност. Значи овие дечиња се сега под нивно Под нивен надзор, значи, надзор да, од време на време чекаме ќе иде, резултат, да. да видиме како ќе Да. биде. И паралелно, како што кажав, имавме деца, значи, селектирани, беа на камп во Дојран, репрезентација U14. Беа, значи, 5 дена мислам дека беа во Дојран со репрезентацијата, што ни исто нели чест задоволство да земат од наш клуб 3 дечиња. Таму исто беа на тренира, значи се покажале солидно, добро се покажале. Ние сме среќни, нели, значи таа е прва репрезентација од најмалите категорија, наша ни е најстара таа генерација. Мислам дека натаму ќе идат нагоре по, нели, како иде, U15, U16, U17. Сега имам, значи, што ни игра дете во 2013 моментално. Значи Сергеј Цветковски голман е, значи тој игра, веќе има одиграно неколку турнири за Црвена звезда, зборам за прва екипа, пошто таму има прва, втора, трета екипа. 2013 генерација, тој ни е многу добар, талентиран, за мене најталентиран голман во Македонија, да не кажам, чим и од Звезда, значи у Србија, да не кажам. Мислам да кажа, не да. Значи детето е талентирано премногу, значи има освоено неколку турнири најдобар голман. И има со Црвена звезда има еден у Русија, у Италија, не знам каде уште на неколку овој. Тука исто Лазар Манински, мојот син, нели, тука исто беше во прва, втора екипа на Звезда, беа на припреми, значи неколку пати, значи он е на следење. Имаме исто многу интересантно дете од 2017, тој е веќе година и пол е во Црвена звезда, значи редовно игра во прва екипа, редовен е во на припреми, на турнири, значи Димитри се вика детето. Тој е малечок, тој уште кога го видов мене ми така ми блесна, да кажем, како ме потсеќа на овие аргентински мали фудбалери, да, играчи. Интересантен е, значи он е стандарден исто, значи во Црвена звезда, значи тие се двајцата стандардни, значи Сергеј и Димитри. Овие сега, значи како ќе, нели, како задоволуваат, значи ќе ги пратат и како се, нели, напредуваат, ќе ги почесто ќе ги викат, ако не, ќе тренираат и ќе се борат. Исто сакам да кажам, сега во наредниот период дека ќе има негде април-мај имаме договор за уште неколку играчи што ќе ги водиме во Каде исто горе во Белград? Не, во Звезда, окей, тоа не го зборам за имаме во Италија во преговори со два италијански клуба сме, значи гиганти што се. Од прва, од серија А? Да, серија А, значи таму ќе ги водиме децата. Можеме да кажеме кои се со Торино и со Интер и Милан, значи сме во преговори за тие неколку деца, значи кај што ќе идат, нели, 7 дена, 5 до 7 дена. Сега разговараме за детали таму како што. Исто и во Шпанија со Депортиво Ла Коруња имаме перфектни односи и таму сме, значи, исто, значи, у некои завршни фази за таму негде април-мај, значи за тие талентирани деца што мислиме дека треба да Кога веќе спомна Депортиво, Ла Коруња, Депортиво, Да. шпанскиот гигант Ла Коруња едно време беше говоруваат на шпанскиот фудбал моментално колку знам во втора дивизија, да. Да, али кај ние има тоа усподи падови. Па да, сега мислам дека се приврва тука, ако не си први, мислам дека да се врата, да. Наредната година. Али мене ми е интересантно кога гледав оние турнири кои организирате вие како домаќини, како команда Евроспорт, кои гледам и мињата. Че вие го доведовте Порто, кој беше првак на Европа. Бенфика. Бенфика, од Шпанија, Ла Коруња. Депортиво Ла Коруња. Од Бершот од Белгија. Бершот од Белгија, ваму од Балканот, Звезда, ЦСКА од Бугарија, Партизан. Од Хрватска некој. Од Хрватска Динамо Загреб и Осијек. Браво, од Да. Турција, колку Турција, Фенербахче, Бешикташ.
од Словенија беше Мура и Бринје бева од прва словенска лига. Од Малта имавме нели Г6 екипа, имавме да, Сараево беше исто, Сараево, така, Сараево. Да, ЦСКА, Левски Софија беше исто така, да. Тоа се импресивни имиња, мислам, како тоа успевате, мислам, како тоа се функционира и каков е планот за дека минатата година имавте турнир, кога беше? Октомври беше? Да, последниот ни беше октомври, ние, да. А сега за оваа година што? Сега во мај и во октомври ќе имаме. Значи во мај ќе имаме 2014, 2016, 2018, а во октомври ќе има 2013, 2015, 2017 и гледаме можност за 2019 дали ќе ставиме да има. Добро, тоа да беше во контекст на моето прашање за планови за 2026. Значи тоа се овие два турнира кои ми ги спомна, така, значи. Ние како организатори не идеме на други турнири, значи каде што учествуваме на многу турнири по Балкан и по Европа, тоа се други, нели? Како домаќини ние овие двата наши ги организираме секоја година, значи така тоа. Ајде сега се префрлиме и на нешто што е дел од вашето CV, значи паралелно со работата во ФК Куманово Евроспорт имате уште една многу одговорна позиција. Вие сте председател на Општински фудбалски сојуз. Ајде околу тоа малку да поразговараме. Кои се плановите, која е агенда ваша лична и на ОФС за 2026? Јас во ОФС го презедов сега од јуни, од вонредно собрание како председател и сега ќе имаме значи нови да кажем со корелација од ФФМ, значи имаме се планира во 2026-2027 надпреварувачка сезона да се направат 6 региони, значи во Македонија. 6 кај што ќе се делат, значи нема да биде пример посебно ОФС Куманово, него ќе биде под 6, ќе има неколку града во еден регион. Значи, Куманово со кои треба да биде? Да, Куманово треба да биде со Велес, со Пробиштип, со Свети Николе, треба да биде со Липково, Кратово, Паланка, да и ние. Мислам дека не испуштив никој. Веројатно Штип го заборив. Не, Штип е во другиот регион ќе иде. Да, не е заборавено, значи во другиот регион ќе биде Штип. Така да се планира да биде база нели у Куманово како центар со највеќе нели пошто ние имаме нега највеќе екипи од сите региони, имаме 14 екипи во општинска лига во ОФС. Имаме две екипи што се надпреваруваат во трета три екипи имаме што се надпреваруваат во трета лига. Имаме една што се надпреварува во прва лига Башкими, значи ФК Башкими. Така да и футсал екипа нели што е Форца, шампионот на Македонија, така да како најголем сојуз би требало Куманово да биде центар на тој регион. Сега мора што се вели без пардон да прашам бидејќи за се кажа се потребни средства. Какви се релациите со горе раководството во ФФМ и конкретно со председателот Масар Омерагиќ, бидејќи агендата е интересна и убава, меѓутоа за се тоа колку е Куманово на картата на активностите на ФФМ за и за наредниот период? Видите вака, значи господинот Масар Омерагиќ, председателот, му требаше на фудбал таков човек, зашто тој за една година дена мислам дека направи експанзија во многу работи, значи направи промени, направи некои чекори напред кај што ние стоевме, нели? Така да со негово водство мислам дека фудбалот во Македонија напредува во ден и мислам дека далеко ќе стигнеме. Тоа покажуваат и клубскиот успех нели на Шкендија, репрезентативниот успех и успесите на нели во млади категории. Божденевски исто имаше не знам што, некои за наградски стадион се воведуваат новитети за реклами, не знам што. Значи секој ден има некој новитет. ВАР систем го воведе, нели, така да
еве сега со координација нели со нас за тие региони исто за младински фудбал. Значи за него пофални зборови немам што да кажам, значи само нели позитивно. Човекот е перфектен и како човек и како бивш спортист и како сега нели актуелен претседател на Фудбалска федерација на Македонија. Има прекрасен тим со него. Така да во наредниот период очекуваме многу нели добри нешта за Куманово и за Македонија. Познавајќи го него, значи он обично што ветува тоа остварува. Јас се надам дека ќе го оствари се оно што го имате планирано за Куманово. Знаеш и сам колку е се кумановци за да кажам запалени по спортот генерално. Секогаш кога има некој надпревар, мислам се постои голем интерес да се тоа се следи. Господин Маневски, пред да се заблагодарам за вашето гостување овде, ќе ми дозволите, имам некои така кратки прашања, пита ќе ми да ви дадам некои подароци што ги имам од моите подржувачи. Ова е прво од сигурно да знаеш Дуле Петролејка, кога да, кажав што се работам и како работам и сите планови, он вика, го знаеш Петролејка, вика Мацка за мене, првиот нареден гостник кој ќе ти биде во втората сезона, ќе му дадеш една тегла мед, природен мед од мене, бе Поли. Ти благодарам и до поздрав до Деки, до Петролејка, да, и до браќата негови. Така. Благодарам. Овде имам нешто од едно село Тимчевски, овдека исто домашен локум, ова ќе си земеш ова кеса од нив. Поздрав. Има внатри и ваучер, едно село Тимчевски дава и има ноќевање со поедок во нивните соби таму каде што е комплексот едно село. Благодарам и поздрав и до едно село Тимчевски, до Горан Тимчевски и до неговиот син. Кико, да. Благодарам на овој. Сега јас имам ти дадам тебе некои поклони. Да. Цело време гледам од ФФМ. Да, значи не е само реклама ставена, туку ќе биде и поклон. Ова е за тебе, Маријан. Фала, али ќе земам прва прилика, ќе земам маркер да ми ја попишеш. Тука имаш исто знаменце од нашиот клуб, тоа е од ОФС, пример, и од топката од Фудбалска федерација, ова ти е од Евроспорт наше знаме. И тука имаш некои мали поклони од Евроспорт куп, значи нека остане ова тука, јас да ги завршам овие прашања, бидејќи јас колку знам, вие сте звездаш како мене. Така, да. Сигурен сум дека и на вас ви е Вардар икона, како и на сите нас во Македонија. Јуто ова се прашања кои се онака чисто од фудбал. Без пардон. Без пардон, значи кратки, имаш 2 секунди да ми одговориш. Може ли 3? Ајде, нека би на 3. Пандев или Панчев? Пандев. Добро. Реал или Барса? Реал. Столе Димитриевски или Буфон? Столе. Роналдо или Меси? Иако најам за Реал, Меси. Добро. Да. Платини или Зидан? Зидан. Зизу. Марадона или Пеле? Пеле. Ова прашање го ставив тука, бидејќи пред некој ден прочитав некоја изјава од Милко Ѓуровски, сега не знам дали тој малку пристрасен, бидејќи беше од Звезда, меѓутоа некако го нападна Мудрич, дека Владимир Петровиќ Пижон кој е икона на мое детство, меѓутоа не знам, вели дека е Пижон многу подобар фудбалер од Мудрич. Ја мислам дека, значи, јас сум, нели, навиваме за Црвена звезда, јас би сакал да е така, ама реално, мислам дека Модрич е класа, нема тука тоа светска класа, не може да зборуваме, значи, за тоа. А за овие двајца фудбалери кои се двајцата светска класа, бразилец од Роналдо и Ван Бастен? Па Роналдо, ќе го дадам предност на него, да. А кај тренерите, Фергусон или Гвардиола? Ајде, на Фергусон ќе му да. Анчелоти или Морино? Тешко и тоа прашање везда на крај финиш. Тешки, да. Ова на последно уште потешко. Роберто Карлос или Малдини? Роберто Карлос или Малдини, ајде дека биде Малдини ќе му дадам. Мада и Роберто Карлос тука се, не знам. Да.
Господин Маневски, благодарам за одвоеното време. Се надевам дека направивме убаво интервју за нашата публика и ми беше чест што беше мој гост и се надевам дека оваа година ќе имаме многу поводи да се видиме пак во студио на Площад Прес да поразговараме за успеси и на ФФМ и на Куманово Евроспорт. Ти благодарам на поканата, Марино, уште еднаш. Ми беше стварно чест и задоволство со тебе, нели, да направиме ваква емисија. И се надевам на таму на уште поголеми соработки и на таму живи здрави да пак, нели, да видам твој гост, така да се видиме, така. Така. Да си ми живи здрави. Исто ти, се најдобро. Почитувани, тоа беше прва емисија од втора сезона на подкаст Без пардон. Се гледаме во некоја друга прилика. Се надевам дека после мало загревање ќе имам гости со кои ќе дискутираме за политиката и во Куманово и во Македонија. Се гледаме.